Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За ова издание најавуваме. На прагот на зимата, како сметките за струја да бидат пониски? Тргнавме по одговори. Има ли начин да се заштеди, без да се наруши комфорот на живеењето? Зошто до канцеларија не ни го донесовте? Не носат нешто шоколадно, не знам што е проблем. 360 степени ја стави на тест Државната пошта на Северна Македонија. Зошто пакетите не ги доставувате до соодветната адреса, туку треба примачот да ги подигне самиот од пошта? Јас не велам дека состојбата во пошта е идеална. Аз нямам съмнение, че гражданите на Северна Македония искат да видят страната в Европейския съюз. Но понякога имам съмнение как политиците действат. Како се? Главата боли. Од кога? Колку време? Да имаме сега ние особа овде во собава што го знае толковниот јазик, многу ќе ни помогне и на мене, и на пациентката. Ениса Сипи и Дурак Демиров се меѓу учениците идејни творци на иницијативата за ангажирање толкувач на знаковен јазик при лекарски прегледи. Ве поканувам да останете на Алсат и по рекламите и да ги погледнете сториите што ги подготвивме за вас. Ова е емисијата 360 степени. Живееме во време во кое е можно да купите производ од рурална Кина или Индија и тој да ви дојде на домашна адреса, при што брзината на пристигнување главно зависи од тоа колку ќе платите за транспорт. Во вакви времиња, колегата Зоран Јовановски ги тестираше услугите што ги нуди пошта на Северна Македонија. Едно од најпоразителните сознанија е дека Државната пошта нема капацитет да ги носи пакетите до дома, иако тоа е дел од услугите што ги нуди и што ги наплаќа. Добар ден. Писмо едно да пратам. А дали ќе стигне точно на адреса или ќе треба да си го подигне човекот сам од пошта? На адреса треба да стигне, ама некој на одмор, некој ваму и знаете пошта како. А да ве кажам, зошто до канцеларија не ни го донесовте? Не носат нешто шоколадно, не знам што е проблем. 360 степени ја стави на тест Државната пошта на Северна Македонија. Зошто пакетите не ги доставувате до соодветната адреса, туку треба примачот да ги подигне самиот од пошта? Јас не велам дека состојбата во пошта е идеална, дека немаме проблеми во доставата. Пративме писма и пакети до 6 адреси низ Македонија за да провериме каква услуга добиваат граѓаните од државната фирма. И да врне и да вее и бура да коси, тоа за мене ништо не е. Поштар пошта носи. Овој стих од првите буквари на македонски јазик ја опишува задачата на поштарот. По Скопскиот земјотрес, на пример, поштарите пешачели и по 18 километри дневно за поштата да стигне на вистинската адреса. Оваа фотографија е направена ден по земјотресот. Скопјани веќе имале импровизиран пункт, зашто доставата на пратки не смеела да трпи и покрај околностите. И денес, поштата и пратките стигнуваат до одредиштето, со комбиња, скутери, велосипеди. Но се почесто тоа се комбиња, скутери и велосипеди на приватни, често и странски фирми. Зошто граѓаните и бизнисот се почесто бираат други, а не Државната пошта на Северна Македонија? За да провериме каде се појавуваат недостатоци, ги тестиравме двете основни услуги на државните пошти – испраќање писма и пратки. Прво, телефонски прашавме за деталите во врска со овие услуги. За клучни работи добивме произволни одговори, како на пример за доставата на пратките. А дали ќе стигне точно на адреса или ќе треба да си го подигне човекот сам од пошта? Па би требало да е на адреса, не знам што да ви кажам. Јас сум од друг дел. Добро. На адреса треба да стигне, ама некој на одмор, некој ваму и знаете пошта како. Со уверување дека тоа што ќе го пратиме би требало да стигне на адреса, подготвивме неколку писма и пакети. Поточно, испративме 3 писма до 3 различни адреси. Едното препорачено до село Копанце Тетовско, а второто и третото обични писма до нашата редакција во Скопје и до адреса во Кочани. Спакувавме и 3 пакети. За да не бидат празни, ставивме книги со различна тежина.
Ги пративме на 3 домашни адреси на приматели во Куманово, Кратово и Македонска Каменица. Вкупно 6 пратки ги однесовме во пошта 2 во Скопје. Прво сакавме да ги пратиме писмата, но никаде не најдовме јасно известување каде може да се направи тоа. Добар ден. Писмо едно да пратам. Лево, 16 Кажете ми за колку дена ќе стигне писмово? Не знам, утре да ви речем, понеделник, вторник најкасно. Не верувам повеќе. Препорачаното за колку време ќе стигне? Понеделник. Понеделник. Понеделник сатаните си видат двете во тето. Мислам дека двете беа во тето. Не, но за случајње. Значи, секој ден од Стапајло се носи поштата по градовите. Сумирано, очекувањата на вработените во пошта беа дека писмо до адреса во земјава стигнува за 1 до 3 работни дена. Пакетите се носат во друга просторија. То тракинг бројче, значи како препорачана пратка оди, по понеделник веќе е во поштите. Исто во... Аха. И Добре. каде на другите? А таму дали ќе им го однесат пакетот до дома на адреса или ќе им се јават да си го подигнат? Поредот на нештата треба да го однесат, меѓутоа ќе наведат и телефонско бројче претходно да се слуша. Тука очекувањата на вработените беа дека пакетите испратени во земјава патуваат по 1 работен ден и дека и тие, како и писмата, треба да стигнат на домашна адреса. Еден по еден ги адресиравме и ги измеривме на вага. 6 кило. Да. Ова пакетчето е. 167 дена. Вториот пакет ви е исто 6900, исто 167 денари ви е. И првото ви е 97 денари. Плюс 24 денари за картичките за адресирање, вкупно пакетите не чинеа 455 денари. Со ова ги пративме сите 6 пратки. Почнавме да одбројуваме за достава. Наместо 1 до 3 дена, потребни беа околу 2 недели за да сумираме како не услужи пошта на Северна Македонија. Еве и зошто. Кај писмата, препорачаното до Тетовско Копанце стигна за 1 работен ден. Но обичното писмо до нашата редакција, која е оддалечена помалку од километар од пошта 2, патуваше 3 работни дена. Писмото до Кочани патуваше 8 работни дена, или речиси 2 недели со се двата викенда помеѓу. Пакетите пак сите стигнаа за 1 или 2 работни дена по испраќањето, но само еден дојде на домашна адреса, во Македонска Каменица. Примателот во Куманово доби картонче, да оди на шалтер сам да си го подигне пакетот. И примателот во Кратово мораше сам да си го подигне пакетот, откако доби не картонче, туку телефонски повик од поштата. Пакетот од Кратово потоа повторно го пуштивме на пат, овој пат до адресата на нашата редакција. Стигна брзо, но до пошта, а оттаму телефонски ни јавија да дојдеме и да си го подигнеме. А да ме кажам, зошто до канцеларија не ни го донесовте? Не носам нешто шофери, не знам што кога. Добро време носи до сега, не носам нешто. Се на се, нашето искуство покажа дека ниту една пратка не се загуби по пат. Но за некои пратки да стигнат беше потребно повеќе од 1 недела, што може да се смета за несоодветно долго. Друг голем проблем е што пошта не сака или не може да испраќа пакети до дома, што патеме бизнис кој добро им оди на помали приватни компании. Зошто пакетите не ги доставувате до соодветната адреса, туку треба примачот да ги подигне самиот од пошта? Овде од повеќе аспекти не можеме да го доставиме, да ја доставиме пратката до конкретната адреса, бидејќи во нашите подружници ширум Македонија немаме доволен број на возила за да можеме испораката да ја вршиме на домашна адреса. Значи, имате проблеми во човекови и во технички ресурси? Апсолутно, како и секаде така и кај нас. Ова е паркингот со возила кај пошта 2 во Скопје. Повеќето личат како да се за расходување, надвор од употреба. Според статистиката, пошта има 188 моторни возила и 279 скутери. Преземате ли нешто за да се подобри состојбата? Да можат пратките на домашна адреса да се носат? Возилата кои што вие сте ги виделе, дел од тие се за расходување, меѓутоа дел уште ги користиме, ги одржуваме и ги користиме. Решението е едноставно, треба да се обнови возниот парк. Во моментот ситуацијата, зборам за финансиската ситуација на пошта, не го дозволува тоа да биде во не знам каков ефект, меѓутоа тоа не
не амнестира да не почнеме полека да го обновуваме возниот парк, за да можеме пак на крајот, пак ќе речам, да вршиме што побрза и понавремена достава на пратки. За писмото до Кочани кое патуваше речиси 2 недели, директорот рече дека ќе мора дополнително да провери што се случило. Според статистичките податоци на Агенцијата за пошти, во 2021 година имало 1006 рекламации за пречекорен рок на достава и за изгубена пратка, што е зголемување на бројот на рекламации за 1,3% споредено со претходната година. Најчесто поплаките се за изгубени пратки. Пошта лани прифатила и обештетила половина од рекламациите. Ова за директорот е незначително во однос на вкупниот број пратки во 2021 година. 30.559.811. Според најновите податоци за првиот и вториот квартал од 2022 година, вкупно се примени 278 рекламации, што е значително намален бројот на рекламации. Пошта на Северна Македонија има 2192 вработени, меѓу кои 686 поштари. Во април тие почнаа генерален штрајк пошто раководството се согласи да им ги покачи платите линеарно за 3000 денари. Средната плата на пошти, изјавуваа тогаш синдикалните представници, била околу 17.000 денари. Не се памети никога државната фирма ја завршила годината со позитивен резултат. Само лани загубата е речиси 3 милиони евра. Па од година во година АД Пошта разнесува се помалку и помалку пратки. За да се врати до вербата, да се врати работата, што би значило и пратките повторно да почнат да стигаат дома, потребна е челична воља. Како онаа кога Скопје и државава мора да се кренат од правот. Струјата е се поскапа и неверојатно ќе продолжи да поскапува, а кога нешто поскапува, природен рефлекс е да почне да се штеди. Тезата што ја проверуваше колегата Михаил Милошевски е дали има начин да се заштеди електрична енергија без да се влијае на квалитетот на живот. Се фокусиравме на домакинствата и тоа на уредите што ги користиме сите, независно од начинот на грејење или ладење на домот. Пред нова година струјата поскапи за 9,5%. 6 месеци подоцна, цената скокна уште еднаш за просечни 7,4%. До следната нова година очекувано е да има зголемување на цената на електричната енергија, но сега ги правиме сите напори тоа да биде мало, минимално или благо покачување. Сепак не се црни сите сценарија. Nëse realizohet plani i prodhimit nga ana e elektranave të Maqedonisë së Veriut në çerekun e fundit të vitit dhe nëse realizohet edhe plani i furnizimit me energjensa të ndryshme, me çmime të cilët i kemi për momentin, atëherë nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike. На осветлувањето на фасадите, парковите, улиците и булеварите, општините и државата веќе почнаа да штедат. Има ли начин да се вклучат и граѓаните? Како да се заштеди електрична енергија во домакинството? Ова е прашање на кое постојано се бара одговор, но интересот е особено голем оваа година. Летото домакинствата добија нов начин на пресметка на сметките за електрична енергија. Во суштина, тие што трошат повеќе плаќаат поскап киловат час. Па во пресред на зимата, ова се последните недели за да се направи план. Како да се троши помалку струја, а со тоа да се плаќа и помалку. Оние што се греат на електрична енергија, веќе знаат дека најдобар начин да се заштеди се термофасада и нови врати и прозорци, во комбинација со инвертер уреди. Но што е со другите уреди кои се користат во сите домакинства, независно од начинот на затоплување и годишното време? Иако има значителни разлики од регион до регион, според Евростат и според Агенцијата за информации за енергијата на Соединетите Американски држави, најмногу електрична енергија во домакинствата се троши на загревање вода, осветлување, ладење, миење и перење, како и на ТВ и електронските уреди. Имајќи ги предвид овие податоци, тргнавме по одговори. Има ли начин да се заштеди, без да се наруши комфорот на живеењето? Прво прашавме кај оние што продаваат уреди за домакинствата. Вера Блажевска е маркетинг менаџер на горење во Северна Македонија.
Според неа, еден начин да се штеди е да се внимава на енергетската класа на апаратите за домакинство. Доколку направиме споредба помеѓу две машини за перење алишта кои имаат ист дизајн, ист капацитет и исти димензии, а се во соседна енергетска класа, например во енергетска класа А и енергетска класа Б, може да заклучиме дека со поефикасниот апарат за домакинство може да ќе добиеме помала потрошувачка на електрична енергија и до 5%. Во салонот во кој снимавме, имаше две машини за перење алишта кои изгледаа сосема исто, а единствената разлика беше во моторот. Поскапата од 32.990 денари беше опремена со моторот ASO 3+ енергетска класа, која троши просечно 174 киловат-часа годишно. Поевтината, од 29.990 денари, беше со енергетска класа ASO 2+, односно со просечна потрошувачка од 214 киловат-часа годишно. Ако го земеме за репер на ефтиниот блок во скапа тарифа, кој изнесува 7,72 денари за киловат-час и тоа без ДДВ, поскапата машина за една година ќе ни потроши 1343 денари. Поевтината пак ќе ни потроши околу 300 денари повеќе, 1652 денари. Ако пак го земеме за репер најскапиот блок во скапа тарифа, кој изнесува 17,48 денари за киловат-час без ДДВ, поскапата машина ќе ни заштеди 700 денари годишно. Сето ова значи дека инвестицијата во енергетски поефикасната машина за перење може да почне да се исплаќа веќе после 4-та година. Слична споредба направивме и со комбиниран фрижидер. Поефикасниот чини 27.990 денари и просечно троши 240 киловат-часови годишно. Помалку ефикасниот чини 1000 денари помалку и троши 306 киловат-часа годишно. Според цената во скапа тарифа блок 1, поскапиот фрижидер ќе потроши 1852 денари годишно без ДДВ. Поевтиниот пак ќе потроши 2362 денари или 510 денари повеќе. Според цената во скапа тарифа блок 4, поевтиниот фрижидер ќе потроши 1153 денари повеќе од поскапиот. Пресметката покажува дека инвестицијата во поскапиот фрижидер ќе почне да се исплаќа веќе за 1 до 2 години. Овие пресметки се повеќе ги интересираат и граѓаните, вели Блажевска, но поради ограничениот буџет и кризата, не секој може да си дозволи да направи таква инвестиција. Може да кажеме дека потрошувачите се солидно информирани, иако би потенцирале дека информираноста е повисока кај помладата популација на потрошувачи. Сепак и куповната моќ има голема улога при изборот на апарати за домакинство, па затоа за дел од потрошувачите енергетската ефикасност не е одлучувачки фактор. Професорот на Факултетот за електротехника и информацијски технологии Горан Рафајловски охрабрува на енергетската ефикасност да се гледа како на инвестиција, и тоа на таква што се враќа за релативно краток период. Сигурно. Значи, тоа е едноставно исто како кога купувате автомобил и потрошувачката на гориво, дали е 4 литра или 6 литра и цената дали е 10.000 евра или 12.000 евра, нели? Ако тоа прерачунате на број на поминати километри, потрошувачка единична по 100 километри на гориво, исто тоа ние го правиме со нашите студенти тука, многу лесно може да се прерачуна дека повратокот на средствата се случува за неколку години, 4 до 6 години. Но што да се прави со веќе постоечките уреди со кои располага едно домакинство? Како да се заштеди доколку некој не може да си дозволи да купи нов уред со подобра енергетска ефикасност? Да, едноставно си направиме една нов распоред на своите навики. Например, уклучување на бойлер во моменти кога има ефтина тарифа, уклучување на бойлер во кога луѓето или целата фамилија ќе реши да го искористи целокупниот капацитет, а не нон-стоп да биде бойлерот уклучен. Во оменувањето на навиките влегува и исклучување на сите уреди што вообичаено ги оставаме на стендбај. На годишно ниво, ова пракса може да заштеди до неколку стотини денари, а тука е и осветлувањето. Стандардна сијалица од 60 вати, која работи по 3 часа дневно,
Годишно троши 65,7 киловат часа. Тоа се 480 денари годишно, по цената во скапата тарифа од блок 1. Еквивалентно моќната сијалица во LED варијанта е од 10 вати. Со 3 часа работа дневно, таа во една година би потрошила 10,95 киловат часа. Тоа се 80 денари годишно, по цената од скапа тарифа во блок 1, или 400 денари помалку отколку обична сијалица. Математиката вели, се исплаќа да не се оставаат светла без потреба и да се заменат обичните со штедливи сијалици. За оние пак, што може да си дозволат мала инвестиција, професорот Рафаиловски препорачува уреди како паметни штекери, кои може да се контролираат и со мобилен телефон. Можеме да одиме на два начина. Едниот начин е да користиме софистицирани технологии, како Smart Home, тоа е многу модерно сега, и такви уреди има Телеком, продаваат и други, кои што може да се монтираат на разни инструменти или на разни штекери или утишници за електрична енергија или за струја, кои што користиме ние. И на тој начин со мало програмирање да обезбедиме нашиот дом да биде паметен, или Smart Home. Или едноставно, ако немаме можности за купување на такви уреди, кои што исто така може да контролираат не само електричната, туку и топлинската енергија, да едноставно си направиме една нов распоред на своите навики. Целта на ситните заштеди по уред на дневно ниво можеби не е лесно видлива, но како што информираше ЕВН пред некоја година, кога патем струјата беше поевтина, секој киловат час е важен. Дневната потреба од електрична енергија за едно типично домаќинство е околу 14 киловат часови, во кои спаѓа потрошувачката од фрижидер, 20 светилки, машина за садови, фен, ТВ, машина за перење облека и други апарати. Сечи и удел во намалувањето на потрошувачката значи многу и придонесува за помали сметки за електрична енергија. Сте се обидели ли некогаш да се ставите во улога на глув човек што има потреба од лекарска помош? Како изгледа земањето анамнеза или давањето совети и терапија? Зоран Јовановски во историјата што следува открива дека наводно има системско поместување, барем почетно, и дека глувите ќе добијат асистенција од толкувачи на знаковен јазик при прегледите во главниот клинички центар во државава. Одењето на доктор за Христина Божиновска-Џикова значи голем стрес. Не затоа што се плаши од игли и прегледи, туку од неизвестноста дали ќе се разбере со докторот. Таа е глува и користи знаковен јазик, но докторот, како и повеќето луѓе, не го разбираат. Добар ден. Повели? Повели? Седне, Христина. Како си? Глава те боли. Од кога? Колку време? 2 дена, добро. Притисокот? Значи варира. Се зависи од докторот, но во поголем процент е тешко да се разберат. Оттежната е комуникацијата, бавно е, користат раце, треба да не пишуваат, потребно е повеќе време, комуникацијата трае подолго. Еве сега, например, денес мене ме боли глава, со полесна симптоматологија е полесно, ама, например, во друга ситуација, потешко е. Дали спиеш добро? Прегледот не е стрес само за пациентот. Точно дека е чудна целата ситуација, кога ќе влезе пациент што има проблем со слухот. Најчесто таа или состојба на нагловост или комплетно изгубен слух. Тешко ни е на нас како лекари со такви пациенти да стапиме во контакт, да правилно земеме анамнеза и вистински податоци да добиеме од пациентот. За да споделат повеќе детали, мораше да бидат покреативни. Дали работиш или учиш? Школа? Факултет? Каде работиш? Може да ми напишеш каде работиш. Работиш во Партенија Зографски, па тоа е училиште, тоа е школа. Во ова училиште одат деца со оштетување на слух. Да. Ќе сакам да измериме притисок со апаратот, да, ослободете ми една рака, да.
Може да се предпостави како се чувствува Христина, а и сите останати глуви луѓе кога се на доктор. Незиниот проблем го споделуваат околу 4000 глуви во земјава. Христина 110 со 80. 110 со 80. Еве мојот пример. Сите од мојата фамилија сме глуви лица. Се случува да имаме потреба од доктор и секогаш е отежната комуникацијата. Најтешко е кога треба да одиме во болница. Комуникацијата е нејасна, а многу пациенти се во чекална. Нас тоа не збунува. Среќата во овој случај со Кристина е за тоа што она доста добро изгледа, чита од усни, разбира знаци со раце, со очи. Веројатно стваривме некој добар контакт. Само мерење притисок не беше доволно за да се даде диагноза. Потребно е да направиме лабораторија. Во лабораторија што ти ќе одбереш. Верувајте, да имаме сега ние особа овде во собава што го знае толковниот јазик, многу ќе ни помогне и на мене, и на пациентката. Побрзо ќе се оствари прегледот и комуникацијата и целата таа завршна процедура, што понатаму треба да се изработи. Потребен е толкувач, заедно со толкувачот да се влезе кај докторот за да се оствари детална комуникација. Христина доби терапија против главоболката и совети за намалување на стресот. Бледиот израз на нејзиното лице кажува повеќе од кој било збор. Не разбра баш се. Ќе се видиме после анализите, ќе дојдеш пак. Така. Ќе те чекам со резултатите. Се гледаме. Многу ни е важно да се добро, точно разбереме за што станува збор. Верувате, некош саатите се битни, минутите, деновите за нешто вие као лекар точно да диагностицирате, точно да откриете и на време да си поставите диагноза и терапија, прочем, за пациентот. Истото и за многу други глуви лица. Сите имаме потреба од толкуваш за при посета на лекар целосно да ја разбереме ситуацијата. Во Средното стручно училиште за ученици со оштетен слух Партенија Зографски во Скопје, во кој работи Христина, група ученици во соработка со граѓански организации разработиле идеи како да им се подобри секојдневието на глувите. Едногласно стигнале до заклучок дека областа здравство е најважна. Ениса Сипи и Дурак Демиров се меѓу учениците идејни творци на иницијативата за ангажирање толкувач на знаковен јазик при лекарски прегледи. Сите ние заеднички, ние глувите ученици дискутиравме за тоа што нас не интересира. По дискутијата сите се согласивме дека за нас е важен толкувачот. Мислиме дека тоа е многу важно. Да, точно е. Да бидеме еднакви и тоа во здравството кога одиме на лекар. Да, еве, например, јас и моите мајка и татко се глуви. Заедно да одиме на лекар е речиси невозможно. Само во придружба со чичко ми или братучедите одиме на лекар за да ни помогнат. Без нив е невозможно. Тоа е проблем. Да, чичко ми слуша. Ако, например, при средби со доктор, некој другар или толкувач е зафатен, ги барам баба ми и дедо ми за да ми помогнат и така ќе разберам што ми кажуваат. Доколку отидам сам, комуникацијата ќе биде неуспешна. Нема да разберам, ниту ќе ме разберат што одговарам. Тоа создава тензија. Со пишување пробуваме да се разбереме, но за повеќе детали нема да се разбереме. Викторија Волак е толкувач на знаковен јазик повеќе од 2 децении. Последниве години често ја гледаме како ги толкува пресконференциите на некои државни институции. Вели дека маката ги научила глувите да се снаоѓаат при комуникацијата со останатите преку гестови, запишување на хартија, присуство на близок, а најчесто со читање од усни. Но не сите ние подеднакво исто изговараме. Некој има брада, некој усните не се доволно видливи. Последно време и со маските, поради пандемијата, уште потешка е комуникацијата, кога веќе имате само очи и ништо повеќе. И така да, самиот, не дека нема да се, со многу малтретирање, да речеме, мачење, но верувате, самото тоа е стресно. Самото тоа е напнато и недоволно. Средношколците тргнале во реализација на нивната идеја заедно со граѓански активисти поддржани од фондацијата Вестминстер. Меѓу нив е и Пан Де Ефтимов од Младинскиот образовен форум, кој ги застапува глувите речиси 2 години.
Идејата е да се ангажираат толкувачи преку Министерството за здравство кои би присуствувале на лекарски прегледи, а за поголема достапност би можеле да толкуваат и преку видео повик. Процесот на застапување никогаш не е лесен, особено во оваа наша држава Македонија, каде што се мора да се прескокне или се мора да се помине низ еден огромен ѕид и низ премногу прашања и низ премногу работи. Така да самиот процес не беше воопшто лесен, но мислам дека има слух од различни чинители во нашето општество и носители на одлуки кои што мислам дека би сакале да превземат нешто. Се обратиле и наишле на добар прием во Министерството за здравство кое тргнало во реализација на идејата. За почеток најавиле ангажирање двајца толкувачи во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Но денес ги нема толкувачите затоа што нема доволно политичка волја, најверојатно. Има доволно политичка волја за да се стигне до некој степен, но треба поголема вклученост од страна на политичките партии, од луѓето што ги носат одлуките за да преземат некои чекори во однос на овие битни работи кои што им се на клубите. Министерот за здравство Беким Сали вели дека бил воодушевен од иницијативата на младите. Процедурата стигнала до обезбедување средства за толкувачите да бидат платени, но тука запрела. Поради потребата од креирање на ребаланс внатрешно во структурите на финансирање на министерствата, ние чекаме само одобрение од Министерството за финансии, разговараме со министерот за финансии. Сметам дека тоа е позитивно, ќе добиеме позитивен одговор. На одговор се чекало со месеци. Откако пративме прашања до Министерството за финансии и 10 дена чекавме одговор, оттаму стигна информацијата дека финансии му одобриле на здравство пренамена на средства за ангажирање лица со договор на дело. Следно е ангажирање на двајцата толкувачи на клиничкиот центар Мајка Тереза. Сакам еднаквост. Групата средношколци и други активисти изработија и кратко видео објавено на социјалните мрежи, во кое порачуваат: нашето здравје не е играчка. Сите глуви лица имаат право на толкувач. Многу ќе ни помогне присуството на толкувач на сите нам за да комуницираме со докторите. Треба да се обезбеди толкувач низ цела Македонија подеднакво, а не само во Скопје. За почеток нека започне иницијативата, па чекор по чекор да се опфати цела Македонија. И треба оваа држава да направи напор, како што гледаме што се случува и што се прави во западноевропските држави, во Америка, на малце повисок степен да го подигнеме и нашето чувство и сенс и дури да помогнеме во голем случај на овие пациенти што имаат оштетување во послухот. Извештајот на Европската комисија за Северна Македонија, кој беше објавен во средата, беше поводот да го побараме известувачот за земјава во Европскиот парламент Илхан Кјучук и да го прашаме за неговиот став за содржината на овој документ, како и за други актуелни теми од пристапниот процес на земјава. 37-годишниот Кјучук е европратеник од Бугарија, член на партијата Движење за права и слободи и ко-председател на бирото на АЛДЕ, групата на либерали и демократи во Европскиот парламент. Разговорот го води Владимир Мирчевски. Господине Кјучук, како известувач за Северна Македонија во Европскиот парламент, како гледате на неодамно објавениот извештај на Европската комисија? Оценявам го като справедлив доклад на Европейската комисија, којто показва напредъка на Северна Македонија, безспорно по отношение на външната политика. Северна Македонија е лидер по спазването на политиката на Европейския съюз, по това какъв напредък осъществи за последните няколко години. Заедно с това се виждат и някои проблеми, които съществуват и от предишни години, като например в върховенството на правото, определени позиции, които са свързани с назначения, не бяха реализирани. Притеснително обаче е отношението между двете мнозинства в Народното събрание. Това на опозицията и това на управляващото мнозинство. И тук мисля да бъда категорично ясен. Няма как Северна Македония да успее, ако няма консенсус на парламентарно ниво, ако няма консенсус в обществото. Но консенсуса в едно общество до голяма степен се задава от това какво правят политиците. По всяка една тема може да има различно мнение, те могат да бъдат подлагани на тежки дискусии, ожесточени критики,
Но когато става въпрос за бъдещето на страната, а то неминуемо е свързано с Европейския съюз, трябва да има задължителния консенсус между двата блока на управляващи и на опозицията. Минатата недела во Брисел при објавувањето на извештајот изјавивте дека би ги охрабрил владата и опозицијата да седнат и да најдат компромис за геополитичката ориентација на земјата. Дали мислите дека за ова прашање има разлика меѓу двете политички групации? Имам усещането, че едната група определено не поддържа постоянно политическата ориентация на страната. Декларативно да, всички са за Европейския съюз, но извън декларациите трябва да бъде намерени консенсуса, как да бъдат продължени реформите от тук нататък. Защото само заявяването на хартия не е достатъчно. Трябва да има истинско намерение за осъществяване на реформи, а то минава през съгласие. Явно е, че само едната група не може да осъществи необходимите реформи в Народното събрание. От това трябва да се намери много по-ясно разбиране. Аз нямам съмнение, че гражданите на Северна Македония искат да видят страната в Европейския съюз. Но понякога имам съмнение как политиците действат. Не искам да задълбочавам повече отговора на този въпрос, но истината е, че трябва да бъде намерен този консенсус. Иначе няма да бъдем на нивото на очакванията и под няма да бъдем, разбирам, политиците, няма да бъдем на нивото на очакванията на гражданите. Имиджот на Европската унија во земјава, но и во регионот на Западен Балкан не е добар, најмногу поради неисполнетите ветувања од страна на Унијата, но и поради тоа што проширувањето како да постои само на хартија. Дали во Унијата има чувство дека проширувањето треба повторно вистински да заживее? И за това се предприеха много инициативи. Смяната на методологията беше едно от най-важните. Това направи процеса много по-динамичен. И тук съм съгласен с критиката, която получава Европейския съюз. Погледнато за Северна Македония, подкрепата преди няколко години беше 85% от страна на гражданите, сега е 65%. И да, ако Европейския съюз не намери правилния път към гражданите на страните от Западните Балкани, не изпълнява своите обещания, подкрепата ще намалява. Но тук не може да бъде корен, не може да бъде обвиняван Европейския парламент. Ние имахме последователна политика и по отношение на започване на преговори с Северна Македония и Албания, и по отношение на визовата либерализация с Косово, и по отношение на целия регион за напредъка му в Европейския съюз. Така че смятам, има много какво да бъде направено. Но интеграцията е двупосочен процес. Обещания и изпълнени ангажименти от страна на Европейския съюз, но заедно с това трябва да има поети ангажименти, респективно изпълнени ангажименти от страна на държавите членки, които искат да бъдат част от този клуб. И нека да ви дам един-два примера. Не беше лесно и в България, когато течаха тези разговори. Трябваше да бъде променена Конституцията. И в Конституцията беше записано, че земя може да се закупува само от български граждани. Това трябваше да бъде пременено. Представете ли си колко сложно беше да бъде дадена възможност земя да бъде закупувана и от други граждани, от чужди граждани. Това е българската земя. Много сложен, много емоционален беше този дебат. Но се видя, че след промяна на Конституцията нищо по-различно не се случи. Има пазарен принцип, всеки, който идва и закупува земята, обработва я. Тоест, това е един бизнес модел, не просто закупуване на земя с цел националистически цели. Второто беше затварянето на атомните електроцентрали. Също много сложно. 2 от тях трябваше да бъдат затворени. От гледна точка на днешните реалности, България би имала съвсем различен капацитет, ако разполагаш с 4 вместо с 2. Но и тук се намери консенсус. Имаше консенсус, който течеше не просто между политическите сили, които трябваше да се съгласят и се съгласиха, че могат да спорят за всичко, но когато става въпрос за бъдещето на страната в Европейския съюз, няма нужда от спорове. Македонската влада ја постави 2030 година како рок за влез во Европската унија. Што мислите, колку тоа е амбициозно и реалистично? Ако не се поставят амбициозни цели, не могат и да бъдат изпълнени. 2030 година не е съвсем близко. Днес сме 2022 и реално има 8 години, когато може да работи много активно страната, за да дълбочи реформите, да променя това, което не е добре в преговорния процес и да направи така, че да спечели доверието на европейските институции. Аз поощрявам тази амбиция. Така трябва да се действа. С амбиция, с ангажираност и тук искам
разговора за бъдещето да се отвори в македонското общество. Господин Кјучук, како би ги оцениле односите, актуелниот статус во односите меѓу Северна Македонија и Бугарија? Хладнокръвно трябва да погледнем на всичко, което се случва от двете страни на границата. Виждаме, че проблемите са едни и същи и реакциите са едни и същи в повечето от случаите. За мен най-важното е да се създават близки контакти. И в крайна сметка контактите трябва да бъдат между гражданите. Българите и македонците да се разбират по-добре. А това може да става през различни начини. През култура, образование, през свързаност. Енергийна, транспортна. Ако искате инфраструктура от друг тип, дигитализацията, зелената икономика, дава съвсем различни възможности. И от моя опит мога да кажа, че не е толкова трудно. Направихме много неща между МИЕ и БТА. Видяхме, че може да се работи между университетите, двустранни програми, общи програми. Македонските граждани могат да получават европейски дипломи, работейки между университетите. И това го правят ФОН, Американския университет, заедно с един частен университет по финанси и застраховане, ВЗУФ в България. Аз имам амбицията да побратимя общини. Наскоро ще има такова побратимяване между Чаир и община Белица, между Кърджали и община Струмица. Две училища ми бяха съвсем скоро на гости в Брюксел. Училището в Чаир Исмаил Чемали с училището в Велико Търново, Вела Благоевград. И тези деца държаха македонското, българското и европейското знаме. За това работя аз. И това е мандат извън обикновения ми на докладчик за Северна Македония в Европейския парламент. Известието, докладът ще бъде написан и той ще бъде такъв, какъвто е, реалистичен, с плюсовете и с минусите за страната. Но най-голямата задача ми се струва и на мен и на други колеги, които искат да приемат добросъседските отношения като кауза, а не просто като нещо написано на хартия в Брюксел, е да се работи всеки ден за доближаването на гражданите на двете страни. Ви благодарам. По интервјуто со известувачот за Северна Македонија во Европскиот парламент, европратеникот Кјучук, уште една пауза за реклами, а по неа ја најавувам новата саботажа на авторот Сречко Поповски. Професорите кои се дел од политичката номенклатура умеат на прилично нетипичен начин да ја објаснат состојбата во државата, противејќи се на оценката која декларира мека варијанта на односи. Тие тврдат дека се е станато толку бесрамно, сурово и без љубов, што веќе не се знае кој со кого општи. Верувам дека тие кога зборуваат за Карпе Дием мислат на средишната страница на Вест, ако ви текнува, таму имате некои голоти, а целата оваа политичка сцена наликува малку на еротика повеќе и на да не речем други работи. Не, напорно личи, не еротика е нешто позитивно. Зграбчувањето на денот е парадигма за партии кај кој отсуствува идеолошка линија, чија платформа е тера инкогнита. А и покрај тоа што редовно се дел од управувачките структури, освен кадровски, никој ниту видел, ниту чул некои други нивни решенија. Оттаму е разбирливо кога јасно ги дефинираат позициите. Целата политичка борба во нашата држава е да се дојде на функција, на позиција и од таа позиција да се збогати тој што ќе стекне таа позиција. Тие што ја оствариле својата цел со право имаат можност на прецизен начин да определат улогата на нивната партија, ако doing business е парадигма за нивното делување. Со оглед дека од стартап тие прераснаа во сериозен субјект. Не е ниту чудно кога тие сосем коректно го определуваат статусот кој го ужива организацијата во општеството. Ја првично за себе си не знам дали сум или не сум член. Дуи е демократска компанија. Причините за таквата положба на Дуи и на останатите лежи во многу фактори, од кои се чини најодговорно е премолчувањето. И добро е кога тој демократски дефект се признава, иако таквото поведение чини многу. И плюс години. Слушателите вика, Златев, денеска си многу расположен за напад. Ја цел живот играм напаѓач, никад не сум играл одбрана од времињата кога го браневме. Не, но ова види ова Како може да се биде наличи брани кога е евидентно дека тој не ја врши улогата која му е доверена. Изгледа бескрено ступидно. Кога на собствена презентација нешто што не умееш, туку ниту знаеш,
а веројатно ниту имаш со што да се пофалиш. Не реконструкција, туку нов проект. Изградба. Јас сега не можам точно да сетам на која, бидејќи најмногу работиме, најчесто се фокусираме на реконструкција на оние објекти кои што веќе ги имаме од областа на култура. Затоа е важно да се има нормален природен тек и објаснување кое не може да биде извадено од контекст или, не дај Боже, да биде пресечено, а јавноста ускратена за информација. Неколку милиарди долари Путин ги плаќа луѓето во Западна Европа и тука и ние спаѓаме да работат за русите. Ајде овдека да побараме кратка пауза за реклама. И на крајот, со оглед на нивото на толеранција и домаќинлук, веројатно и ништо повеќе не може ниту да се очекува. Благодариме за гостувањето вечерашната емисија. Моето последно гостување. Добро. Горан? Во секој случај последно гостување. Затворањето на вратата не е решение, туку внимателноста, кога некому таа му се отвара. Содржините од вечерашното издание се достапни на веб страницата 360stepeni.mk и на профилите на социјалните мрежи. Благодарам што бевте со нас, останете на Алсат, погледнете ги и вестите, а ние повторно се гледаме в петок од 22. Пријатно!